Пешкова, кои се заклучоците? Така е, Маријан, новот попладнево во гостибарската состојба со епидемијата поради изливот на фекална вода во водоводот преку пумпи прогласена е 30-дневна кризна состојба попладнево на вонредна седница на владата. Проценките на владата дека со оглед дека локалната самоуправа не може да се справи со настанатата состојба во општина Гостивар, владата донесе ваква одлука за прогласување на кризна состојба, се со цел побрза координација на институциите како и ставање на водоснабдителниот систем во функција и обезбедување на вода за пиење во најкраток можен рок. Здравието на граѓаните на општина Гостивар останува фокус на владата и посветени сме кон целосно решавање на овој проблем, пишуваат од владата по донесената ваква одлука. Дополнително велат дека очекуваат јавното обвинителство да спроведе детална истрага и да го расчисти случајот. Одговорност мора да има за секој еден што го ставил во ризик здравието и животите на гостиварчани. Инаку веднаш по ова седница на која што заседава посебен кризен штаб составен од повеќе ресорни министри, меѓутоа и директори на различни институции, дел од владината делегација се упати овде директно пред гостиварската болница за да направи и увид на состојбата токму на терен. Тука беа министерот за животна средина Хоџа, потоа беше министерот за здравство Клековски, тука беше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Последните информации се дека е утврден веќе 30-дневен притвор за тројцата првоосомничени, но истрагата продолжува, како што најави Тошковски овдека од Гостивар. Истрагата продолжува и во насока на тоа да се испита точно како настанал проблемот со водата. Експерти од Скопје ќе доаѓаат тука. Зборуваше и за евентуална одговорност на градоначалникот на Гостивар, кој што всушност и бил на разговор во полициска станица. Изјавата на Тошковски во продолжение. Експертските тимови на јавното предпријатие Водовод се упатат веднаш во рамки на општина Гостивар и заедно со двете, да речеме вака, оделенија кои што се надлежни во рамки на градот Скопје, едното за испитување на квалитетна вода, а другото за превземање на потребни активности за враќање во нормална состојба на водата, се упатат на терен во рамки на општина Гостивар. Согласно информациите кои што ги добив пред неколку минути, тие се овде, тие се на лице место и констатираат фактичка состојба од аспект на моменталниот квалитет на водата, кој што ќе се земат одредени мостри на повеќе точки и понатаму констатирање на фактичка состојба во делот на поставеноста на хидросистемот во рамки на општина Гостивар. Однос на лицето кое што вие ми го поставивте прашањето, информиран сум дека е извршен разговор со него во насока на утврдување на фактичка состојба и во однос на предметното лице и во однос на сите останати, секој дека ќе постапуваме во соработка и координација со јавното обвинителство за секој еден чекор кој што би требало да следи понатаму како од аспект на соодветна одговорност согласно одредбите од кривичниот законник, така и од аспект на се оно кој што би требало да значи ставање во функција на водоснабдителниот систем во градот во нормална функција. Кате, какви се оценките на кризниот штаб околу состојбата со пациентите? Има ли наплив нов на пациенти или се намалува трендот? Трендот се намалува, но нови пациенти се уште има. Како што може да се забележи и сега состојбата пред болницата е мирна за разлика од предходните денови кога велат дека гостиварчани велат дека овдека во дворот имало и по стотина пациенти кои што чекале на преглед пред ургентниот центар. Она што е битно е дека ваквата состојба, ваквата стабилизација, барем на оние првични симптоми кои што ги почувствува гостиварчани од загадената вода, дека се смирува, ја констатираше и министерот за здравство Клековски во продолжение и неговата изјава. Во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи препорување. Предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Истовремено да се заблагодарам на гостивачани за зголемената соработка со здравствените власти
Значи веќе сега можам да кажам дека имаме скоро 500 извештаи за заразни болести и 192 епидемиолошки анкети. Така, тоа беше изјавата на министерот за здравство. Она што можам да го забележаме дека низ градот се дистрибуира вода, но и гостивачани редовно купуваат и самата болница се снабдува со флаширана вода за пациентите и потребите на медицинскиот персонал. Од друга страна има и такви кои што се уште ја користат водата од водоводот барем за налевање на тревниците.